Добар ден, драги гледачи. Петок дојде. И како најубаво да го чекаме викендот, ако не со ваше следење и приклучување во црвена линија. А пред сето тоа, ти нима нешто ви каже? Секако ќе напоменеме дека на 0230766777 сакаме да бидете веднаш подготвени за да има што повеќе вклучувања од вас, а додека да го сторите тоа, секако да ве потсетиме што не смеете да пропуштите вечерва. Владата најавува раст на минималната плата и пензиите, но колку овие потези се реално остварливи и економски одржливи. Гледате вечерва топ тема во која ќе гостуваат Фатмир Битики, вице-премиер за економски прашања, Маријан Петревски, универзитетски професор, и Габриела Калебанова од Сојуз на стопански комори. Топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Тоа ќе гледате вечерва во топ тема, не смете да пропушите. А денеска, што ќе гледате во црвена линија, која е главната тема? Гласи. А таа гласи: колку денови едно 4-члено семејство може да преживее со минимална плата? Ве очекуваме да звоните на телефонскиот број 02 307 6677. Пред да задзвоните со клучите, мора да потсетам, како што си знаете, како што напоменувам пред секој почеток на нашата емисија Црвена линија, на Телма телевизија акаунтот, на Твитер, Инстаграм и на Фейсбук, ние поставуваме анкета за вие да гласате, што е поврзано околу нашата главна тема, па да ги видиме досегашните резултати, да видиме како стои сето тоа. Ако може. На прашањето колку денови едно 4-члено семејство може да преживее со минимална плата, кој може режи да покаже, за и вие да видите, нормално ќе ви кажем како и да е. Добро, додека очекуваме еве да се покаже анкетата за да имате представа за што може да гласате на оваа анкета. Секако ве потсетуваме дека на 0230766777 би сакале да ве има во поголем број, бидејќи не интересира вашиот став околу информацијата и последните истражувања, дека еве ќе нагласиме според последните истражувања македонската минимална плата е една од меѓу најниските минимални плати во Европа. Одиме веднаш со гледач. Добар ден. Добар ден. Вие сте во црвена линија. Да? Да. Денеска дискутираме околу минималната плата, па еве според вас и вашите проценски се разбира дали може да не откриете колку денови едно 4-члено семејство може да преживее со минималната плата од Македонија. Ето ќе ги прашате политичарите и пратениците. Добро, ќе ги прашаме нив, но вас се прашуваме, вие што размислувате околу сето ова? Не, тоа треба анкета да се изврши на политичарите и на пратениците, а после кога ќе дојдат они за глас кај нас, па ние знаеме како да ја возвратиме. Така, според вас, еве, кој ќе биде вашиот коментар? Според пресметките, еве, може би, ви имате некој собствен увид колку треба да изнесува минималната плата? Па минималната плата треба да изнесува со животните трошици тие што се. Така. И според вас, колку е најдобро да биде минималната плата? Минимална плата треба и испод 18 да не биде, а така треба да бидат и пензиите. 18 е доволно за минимална плата? Па да, доволно е, ама... Така. Тоа би било се, предпоставувам? Не, ако ќе дојдат политичарите за глас, па ние знаеме како треба. Колку посто си има покачување на пензиите, ние толку посто ќе гласаме за нив, ќе одаеме нашиот глас. Така, во ред. Благодарам многу за вашето вклучување во црвена линија. Еве конечно. Ти на убава идеја на нашиот гледач, како што ние поставуваме анкета за нашите гледачи, па може да се прати анкети и до политичарите, да видиме нивно размислување. А сега се навратиме кон моменталните резултати на анкетата, кај што вие може на Телма, на Инстаграм и на Фейсбук да гласате секој работен ден. Нема точен одговор, нормално, тоа е ваше размислување. Моментално има еден глас за 3 дена, 2 гласа за 6 дена и 2 гласа за 2 недели. Тоа не се крајните резултати. Крајните резултати, како што знаете, ќе ги објавиме, ќе ви покажеме после рекламите и да видиме како ќе гласате. Ете, од страна на првиот гледач и првото вклучување, колку што паметам, 18.000 динари, барем според гледачот беа доволни, но она што не интересира,
Еве да ве слушнеме вас, дали според некои пресметки со минималната плата може да се преживее цел месец или според вас колку денови може да преживее 4-члено семејство, например. Околу дискусијата на оваа тема ќе се посетиме со прилогот кој што го подготви нашата колешка Александра. Македонските работници имаат меѓу најниските минимални плати во Европа и затоа минималецот треба да се зголеми на 18.000 денари веднаш, апелира Сојузот на синдикатите на Македонија. Анализите кои за нив ги праве универзитетски професори, меѓу кои поранешниот министер за финансии Драган Тевдовски, покажале дека ниту најголемиот скок на минималецот во 2017 година не предизвикал негативни ефекти врз фирмите, односно не отпуштале работници, не ги намалувале платите, ниту пак им се намали профитот, туку напротив, ја зголемиле продуктивност. Минималната плата во Македонија е меѓу најниските во Европа. Паралелно со тоа, Македонија има една од највисоките стапки на сиромаштија во Европа, 22% од населението, но со 500.000 луѓе во државата, 500.000, то не е мал број, тоа е цело Скопје практично, живее во сиромаштија. 100.000 луѓе, односно 5% од населението, живеат во екстремна сиромаштија, значи тоа е гладување, помалку од 40 денари на ден, имаат само колку 1 лев да купат и толку ништо повеќе. И 9% од вработените, тоа се околу, 50.000 вкупно, живеат во сиромаштија. Синдикалците утре ќе одлучуваат дали и кога ќе штрajкуваат ако не се прифатат нивните барања, зголемувањето на минималецот на 18.000 денари да биде веднаш. Министерката за труд Ренчевска пак која беше на презентацијата, сепак пораката ја испрати од владината говорница. Кажа дека заложбите се тоа да биде во најбрз можен рок, без да прецизира кога. На средбата во владата во понеделник ќе се кршат копијата за минималецот. Второто барање на синдикатот до владата е да обезбеди К15 за цел јавен сектор. А еве една информација пред да вклучиме гледач од ССМ ќе кажеме дека во моментот има токму седници околу дискусијата за минимална плата, како и за штрајкот кој што го најавува доколку тоа не се случи, но еве Тео сега ќе го превземе кормилото за следниот гледач. Токму така, нас не интересира ваше размислување околу главната тема и тоа вие сте главни во емисијава. Со следен гледач, добро вечер. Дали? Да? Добро вечер, во црвена линија сте. Добро вечер. Поздрав до вас. Голем поздрав до вас. Благодарам. Така. Сега вака за минимална плата, ја мислам дека ќе биде најскоро, дека ќе ја направат 18.000, него ми е криво што многу се јавува, а пред 4-5 години работеа за 4 ледарки, а сега знаат све и свашто да кажат. Одма, утре за и синдикатот, како не можеше да штрајкуе кога работниците го работеа за 4 ледарки? Тоа ги штрајкуева, тога беше све окей. Супер беше. Најубаво беше, срамота. Луѓето се покачува и ќе покачат, само ни треба страплење. А не ние сакаме, опа и одма што сакаме ние? Па 18. Дама треба и пензиите, и платите да се качат, не само минималецот. Па минималецот стаса колку, еве, работи ќерка ми у државна фирма, 18.000 има плата. И тоа е одговорна. Според вас колку денови може да се преживее со минимална плата, 1-4 може да се преживее. Се знае дека е доста криза, па не само да седнем и да си седим и само да чекаме од да нас па нешто горе-долу да си подработуваш, едно друго може да излезеш. Никој, кој можат да возат сите коли, не сите дворови да има по 5 коли, па ја мислам дека можеме да поминеме. Само се јавуваме и само плачеме и кукаме. А не е точно дека до толку е што не можеме да станеме од први до прв. Срамота е толку што кукаат. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, се слушаме? Одлично, црвена линија сте. Благодарам. Па бака, ја ќе кажам своето размислување. Ако просечната плата е негде околу 29.000 денари, со минималната плата би могло да се помине негде околу 17 дена. И тоа, значи, да не се да раскалашуваат, меѓутоа со посебно да речеме внимание, да се води ред што се купува, колку се купува
и така да нарекој наши. Меѓутоа, после тие 17 дена, Господ да му помогне тој што е во таква ситуација, како ќе помине до крај на месецот. Меѓутоа, да го спомнам и тоа што значи спомнавте негде 18.000 да биде новиот минимален личен доход. Јас не се слагам со работодавачите дека ќе банкротира, дека ќе не може да ги исплата тие средства. Меѓутоа нека размислат малце дека тие сите средства што ги добиваат, значи ги остварува тој работник со таа минимална плата, и ако му даде зголемување на платата, само ќе го мотивира работникот да работи повеќе, да работи поквалитетно и значи да има и за работникот и за работодавачот. На тој начин само може да се добие значи повеќе, никогаш помалце. А кај нас нашите работодавачи се скептици и не сакаат да дадат повеќе, а за себе за нив да остане колку може повеќе. Ја мислам дека треба да го делат тоа и доброто и злото и да му помогнат на работникот. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот за подобро да се слушнеме. Добро вечер. Ние го слушаме гледачот, но еве направени се многу истражувања, па според едно од истражувањата меѓу земји од регионот кои што имаат најниска минимална плата покрај Македонија се и Албанија и Косово, а во регионот од Балканскиве земји граѓаните на Хрватска имаат највисока минимална плата. А сега идеме со наш следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ве Во слушаме. црвена линија сте, повелете. Ве моламе да прашаме. Темата ви е многу добра. Добро? Добро, продолжете. Ве молам, свесен човек во државата Република Македонија, дали може 4 члена семејство со оваа плата да преживее во оваа капотија? И? Дали имаме ние луѓе што не водат? Дали водат рачун, а се борат за панажа да земат уште 2 години? Не ли е срамота тоа? Абе не минимална плата да биде 18.000, него 25.000 треба да биде. Да, ве слушаме. Да, треба да живееме, некој треба да води рачун за овој народ. Ако е време за гласење, сите барат да одиме да гласаме. Да ги ставаме во хотели и после не заборават. Да, на прашањето колку денови едно 4-члено семејство може да преживее со минимална плата? Не може да издржи со оваа плата, бе душо. Недела дена, еве, нека исклучи еден, нека каже домаќи, дали може недела дена да издржи со оваа плата? Така, ве слушаме. Еве, сите фирми отида по стечај. Со години се водиме, еве, Центросклавија, нема абер ништо за останати плати да земе и акции. Истече времето, внимавајте на тајмерот 80 секунди и веќе ни јавуваат дека може да вклучиме следен гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте. Знаете што ќе ви кажам една работа? Има грешка во изразувањето. Синдикатот сега моментално преговара за плата од 15.000 денара, не за минимално од 18. Дали знаете зашто? Ајде. Затоа што во минатото 2016, кога се били 2006, кога некој ја презема власта, хранарината и превозот ги стави во платата. Па сега Дали се уште го имаме гледачот? Најверојатно не. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Па добро е, следим емисијата. Благодарам. Кој ќе биде вашиот коментар и пресметка во однос на минималната плата и колку денови може да издржи 4-члено семејство? Со таа минимална плата. Како прво и основно треба да го дефинираме поимот минимална плата. Што подразбира под минимална плата?
За еден вработен доспори минимална плата од 15.600, истиот треба да потроши некаде околу 6.000 денари за да ја заработи. Тука спаѓаат трошоците од храна и превоз за тој месец за да може да работи да ја заработи минималната плата. Добро. Кога ќе се одбие овој износ, значи ти остануваат некаде 9.000 денари. Минус просечно семејство 3.000 денари основни за леп, одбете издатоци за храна, за струја, вода, грејење и се останато не останува ништо. Никој не ја пресметува минималната плата која што треба да се заработи, што се треба да се вложи за да се стигне до таа минимална плата. Бидејќи во последните години ставено е се во бруто плата, и така да храната и превозот влегуваат, иако се тие трошоци кои се секаде во регионот се надвор од просечната плата. Толку вака на кратко. Благодарам. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Дали има известувања и нови коментари на Facebook страницата, Тео? Нормално дека има. Да прочитаме на брзина коментар од Игор Јанковски за нашата главна денешна тема, кој гласи: Здраво, поздрав од Игор. Да кажам за темата дека минималната плата би требало да се зголеми барем до 18.000 денари, бидејќи сметам дека сегашната минимална плата не може да ги покрие ниту основните потрошувачки потреби на едно 4-члено семејство, бидејќи стандардот е низок. А потрошувачката кошничка се зголеми и треба заедно со минималецот, така и просечната скалество да се зголемува. Поздрав, имајте убава вечер. Поздрав до Игор Јанковски, коментирајте на Facebook, а имаме веќе и следен гледач во црвена линија. Вилиме, добро вечер. Добро вечер. Вечер. Ја почнав па ти исклучив. Така. Да се доискажам, значи прво синдикатот треба да го дефинира поимот плата. Да? Затоа што во 2007 година некој ги убаци хранарината и превозот, кој следуваат согласно законот по другиот основ во платата. И сега вие преговарате за 18.000 плата плюс хранарина и превоз. Но не преговарате само за плата од 18.000 денара. Затоа што ако треба плата од 18.000, ако се додаде хранарина и превоз, тоа треба некаде да искочи околу 22.000. А вие преговарате за 18.000 све на купче. Па тогаш, дали работникот во Македонија заслужува 15.000 денара плата, сакам да прашам. Тие работодавците прво да одговорат и како они мислат да ги задржат младите и вработи во државава, сега кога ќе заврши пандемијата. На тоа прашање треба да одговорат работодавците наместо да се бунат околу покачување на минималната плата. Како ќе го задржат младиот човек во државата кога ќе се симнат сега сите бариери после оваа ковид пандемија? А со оваа плата сега што се дели за жал што не е реално, затоа што има нешто што се зима реално и нешто што се додава на црно, тоа дека 10-15 дена, ништо повеќе. Толку пријатно. Благодарам. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. А сега мислам дека е време, Тео, и да побараме од режија да не подсетат сите, па еве и мене и Тео топло препорачуваме што за безмалку помалку од 3 дена серија која што стартува на телевизија Телма, култната Тајкун, па еве да погледнеме што ќе гледате на Телма деновиве. Тужилаштво има доушника у Сигме. Драган Бјелогрлиќ како Тајкун. Ти си едина особа која могу да верам. Хоće li se ovo ponoviti? А šta ви мислите како сам ја стекал моје богатство? Во понеделник, во 22:10. Владата најавува раст на минималната плата и пензиите, но колку овие потези се реално остварливи и економски одржливи. Ке донесе ли новата влада и нова даночна политика? Вечерва во топ тема гостуваат Фатмир Бетики, вице-премиер за економски прашања, Маријан Петрески, универзитетски професор, и Габриела Кулебанова, Сојуз на стопански комори. Топ тема со Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути. Повторно сме во студио, очекуваме на 023076677, говориме за минималната плата и според вас и вашите пресметки колку денови може да им служи, послужи за да издржи едно 4-члено семејство во Македонија со моменталната
минимална плата. Така, па да ве слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? И ова со ваква минимална плата, значи ја не можам да сватам колку може да се преживее, да не си укожа на тие што треба со толку да преживеат. Значи ова е невидена катастрофа. Не знам дали некој овие што се бизнисмени, газди, како да ги наречам, дали се свесни дека они живеат од работникот. Еве сега ако нема работници, ја не знам они како мислат они да владеат, да работат и све. Затоа што сите бизнисмени, колку што ги гледам, они изиграваат само газди. Значи ти ако си газда, треба да се разбираш од тоа што го работиш. Па ако дојдеш во криза, и ти ќе земеш ке работиш. Не значи дека ти си газда и дека ти само треба да седиш и да гледаш и да уживаш и да шиташ друг да ти работи, а трудот на тој да не му биде платен. Ја не можам да сватам дали тие биле некој пат негдека вработени, тие газди што се сега, па дали знаат како поминувале или никој пат не биле вработени, директно прво работно место му е газда на таа и таа фирма со што он работи, така да ја не можам да сватам, само можам да похвалам, бидејќи знам многу газди кои К-15 им даваат, и изголемени плати и све. Секоја чест за тие исклучоци. Пошто лично ги познавам луѓето, тоа се стварно многу малку, али секоја им чест. Затоа треба дека една убава јака контрола од управа за приходи. Благодарам за вклучувањето во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добро вечер. Ало? Да. Дали се слушаме? Се слушаме. Одлично, во црвена линија. Почитувани дечиња на Телма телевизија. Ја би поставил друго прашање. Дали може со 10.600 пензија, најниската, да ја помините и вие и вашите родители за 30 дена? Значи, добиваме покачување 300 денари од 2,9%. Најниската плата, што е моментално, мислам, пензија, е 10.300 до 10.600. И ги има и пониски. Значи, би ве замолил од вашата редакција да повикат од Министерството за финанси, од Министерството за труд и социјална политика, не криење само во медиумите и таму музички желби, да ги слушнат нашите барања, Арно кажа претходниот гледач. Да, но тоа е сепак друга тема. А што имате да кажете за нашата денешна главна тема? Покачувањето на пензијата. Или не сме противи на основицата на минималните плати. Значи, тешко е и греота стварно и срамота. Пред прошлиот месец, тоа беше пред некој месец, 100 денари да покачиш пензија. Па сега ова 300 денари. А да појдат во супермаркетите, ќе видат какви се основните производи. Значи, треба и инспекторатот мате да се позанимава. Тешко е. Так. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Драго ни е, ви има доста. Во црвена линија вклучуваме следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Да, во црвена линија сте. Добро вечер. Ме слушате? Да. Добро дека се изгуби сигналот, некако па сега добро. Па вака би рекол, значи минимална плата треба да биде минимум 60.000 денари. По моји критериуми, ја така оценувам. Минимална плата 60.000 денари, и ако сака едно четирилично семејство да функционира како што треба, тоа пара е. Овие другиве отпадиве што се ова трошкиве, такви работи, делење, давање на народ за овие вакви ситни пари, тоа нека живеат тие што ги даваат тие пари. Значи, тие да живеат со тие пари, а тие што као се наменети, да им ги трошат нивните пари. Тоа е најубаво решење. Инаку со таа ситна боранија што ја спомнуваат, значи, нормален живот максимум 3 дена до 4 апла, значи толку 3 до 4 дена, и тоа без платени
трошкови, значи за струја, таму вода, телефони. Само тоа, ништо повеќе. И нека не се бламираат овие кај да еден ден ќе ги нагази нив пеѓата, нема да можат секогаш да владеат. Јас се надевам дека за мојот живот доста од овие сега што се функционери, ќе ги гледам по контейнери како се клошарат и клошари вртат да најдат некој парче зелен леп. Бидете поздравени, пријатно. Голем поздрав и до вас. Клучуваме уште еден гледач. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Дали имаме успешна конекција? Добро вечер. За темата, дали може Секако. Да, колку денови едно 4 члено семејство според вас може да преживее со моменталната минимална плата? Па, моето мислење, дали може само неколку дена, ама моето мислење е сега имаме многу плачковци што живеат с минимална плата, а имаат имање, имаат земја, и имаат од село, месо, кокошки, тамо, вамо, да ви кажам. Значи, не е баш така како што гледаме ние, тоа е моето мислење. Навистина има отепани луѓе, има отепани луѓе, што со 15.000 живеат тамо 20, ама дали јас мислам, моето мислење, јас не, цел живот сум живеел во странство, да бидам искрен, и гледам, луѓето имаат имање, имаат средства од село тамо, и плачат, и овкаат, немам. Јас треба да ги купам јајца, 200-250 денари, јас морам да купам ово. Тие све тоа и го има за џабе од селото, и уште плачат. Не знам како да се изразам, не знам, а да го скратам некако. Благодарам што се... Ке имате уште нешто, ви имаме? Молам. Имате уште само 3 секунди, така да времето еве го истече. Благодарам што се јавивте во црвена линија. А сега малку ќе одмориме со реклами, па се враќаме во вториот дел на темата за колку може да преживее 4-члено семејство со минимална плата во Македонија. После малата пауза со реклами, се враќаме на вас, на гледачите. Добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Ало? Да, во црвена линија сте, повелете. Добро вечер, се јавам по врска со вашата тема. Да ве слушнеме? Интересна е многу, меѓутоа, ја ќе дадам некој малку така, може интересен коментар. Колку денови едно 4-члено семејство така може да преживее со минималната плата? Да. Сега вака. 4 е многу, меѓутоа, со таа минимална 18.000, нели? Може да се преживее од први до втори. Затоа што има луѓе кои живеат под кирии и до втори плаќаат кирија, сметки, и останува само да си купиш пуканки, за да пукаш до следниот први. Добре. А со тоа што реално би било да искоментирам, бидејќи некога живеевме во многу поубави времиња, да не се навраќам сега носталгично, реалноста, не само сега ова пандемија, криза и такви некои нешта, сега сите се вадиме на такви фачи. Сите коментираме нели у име на тоа, него сакам да кажам дека реална домаќински минимална плата треба да биде 30.000 денари. Да живееме нормално. Затоа што и ние знаеме што е море, што е планина, што е... Нели? Меѓутоа, и што е прашок убав, и што е јадење нормално, и некои основни лекарства убави. Така да, од 500 евра па нагоре секој према, нели, своји дипломи, према своји знаења.
но минималецот не смее да биде испод 30.000 денари. За жал, Благодарам што се вклучивте во црвена линија. 80 секунди за секој гледач со цел повеќе да ве има. Одиме со следен. Добро вечер. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Веднаш една заверка, да Слободно. ги направите телефонските линии према гледачите. Втора замерка. Ова готвиме со Маја, та ја укинете таа емисија, затоа што... Без Дали навреди, може зашто сега да тоа? се сконцентрираме на темата? Имате безмалку 72 секунди, а навистина сакаме да слушаме кој е вашиот став околу... Разбирате? Нема потреба такви негативни коментари. Дали го кон имаме се нашата уште колешка. гледачот? Се Идеме исклучи. со друг гледач. Без негативни коментари, ве молиме и секако... Не, коментари не. Па одлично, штом ве има уште кажете за минималната плата. Не, ме нема плата, ја имам. Ја жената работе, јас земам 10 му странство и не се плачам, како вие се плачат, а сите кажуват. Знаеш што? Оти само се кукат и плачат, а никој не ке да работи. Никој не ке да работи. Нека стане, јас станувам 4 сата да одам на работа, нека стане и нека каже. Толку ја да каже. Го немаме, најверојатно се исклучи гледачот. Одиме со следен гледач. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Во Милонија. црвена линија сте. Вака. Минималната плата, моје мислење, јас сум пензионер со најниската ставка на пензија и мажот ми, а син ми не работи. Минималната плата е најмалку да биде 25.000 по член, значи едно семејство испод 1000 евра да не биде, а ние, двајца пензионери и синот невработен, со 20.000 не можеме ништо да направиме. Зато и на пензионерите малце да обрнете внимание. Иве, само да информираме дека пензиите нели зависат и од платата, односно ние во тек на работниот век имаме примања според кои што се прави пресметка за пензија. Па кој е вашиот став? 14 години мене во пензиско ми ги нема, кај ми ојдоа тие 14 години? Да, ама ние направивме емисија веќе за пензиите. Се надам дека ја гледавте. Епа, може не ја гледав, може ја гледав, нема везе, важно треба најмала, најниската пензија да биде 18.000. А минималната плата? Ако сме кај платите? Кај платите 25.000 минимална плата. 18 е малко. Ако работи само еден. Така. Пријатно, фала. Пријатно и секој добро станете секако со црвена линија и Телма телевизија. Вклучуваме следен гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Во црвена линија сте. Ало? Да, ве слушаме, во црвена линија сте. Поздрав за телевизијата. Поздрав. Едно семејство треба најмалку 4 членство да има најмалку 1000 евра. Да се покрие се трошка. А ова може да се направи превидејќи е банкрот државата и позајми многу е задолжија за граѓаните, може да покачи пензија, а не пензиите се проценту е намален. И затоа по 9.000 динара пензија одат. Значи не се грижници за што ветуваа на избори, туку се душовадници. Ова влада е за бука, ова влада не е влада, ова антимакедонска, антидржава. Ево да наведам еден случај. Случај што се случи во Ѓумалија. 8 членство, ситни деца, мали деца не се за работа, не беа за работа, побара помош од градоначелника на социјална помош и таа социјала ќе би ја скарата. Не и даде помош. Ме слушате ли? Ало? Да, продолжете, имате уште 20 секунди. Значи, видиш, немаме хумано, секој се ова владење сега што владее и се гледа банкрот, задржување многу и позајмуваат, а на народот што витува живот, нема ништо живот, оше поскопување на се, од
гориво по струја, како ќе се семејството ќе се справат, како ќе ги платат тие трошкови? Така, јас само ќе подсетам да припазите на тајмерот, за да не изгледа дека намерно ви исклучуваме. Ве молам припазите. А сега идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер. Црвена линија. Па одлично и работно. Работно, да. Па им ветувам на гледачи, ве гледам се жалат за пари. Да ве слушнеме? Па ќе влезем у Европска Унија, им гарантирам дека и над 600 евра ќе направиме минималната плата. Сега за сега не можеме да им дадеме, што ќе остане за нас, така ли ќе ги расфрламе париве мие? Джабе ли ќе се мачиме мие 2-3 години овде на мандатов, што ќе останеме, не може да се наплатирам. А иначе, може да се обстане 2,5 месеци со минимална плата, под услов да ги нема сметкиве и лекови и да јадат леп со леп. 2,5 месеци гарантирам ќе обстанат месечно. Сигурен сум. Добро. Иначе, да не се жалат многу граѓани, нека почекаат уште 20 години. Кој ќе влезе во Европа 500-600 евра, тоа може јаче, ама еве, до тука им гарантирам. Благодарам пријатно. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. А Тина, да видим уште еднашка што ќе гледаме во понеделник. Така, за неполни веќе 3 дена, култна серија, српска серија, па еве да се подсетиме што сите не смееме да пропуштиме во понеделник. Тужилаштво има доушника у Сигме. Драган Бјелогрлиќ како Тајку. Ти си едина особа која могу да верам. Hoće li se ovo ponoviti? A šta vi mislite kako sam ja stekao moje bogatstvo? Во понеделник, во 22:10. Еве вака на крајот на денешно издание на Црвена линија, во кој што говоревме всушност колку вкупно 4 члено семејство може да преживее, колку би рекле, дали цел месец со моменталната минимална плата. Ке подсетам дека во Европската Унија највисока минимална плата има Луксембург од 1923 евра. А што имаме следно по Црвена линија, Тео? Следно по нашата Црвена линија имаме Готвиме со Маја. Од нас имајте убав викенд, убаво си поминете. Секој добро, пријатно. Чао, чао.